Вашето здружение учествуваше на 11-тите републички инвалидски спортски надпревари. Кажете ни нешто повеќе за оваа манифестација и за вашето учество. Па на 15-11 во Маврово, во комплексот во селото, во хотелот на Мак Петрол, се одржа 11-тите спортски надпревари. На нив учествува 14 здруженија, односно 14 града. Нашиот град учествуваше со преку 40 такмичари и околу 60 присутни на надпреварите. Здружението, односно надпреварите, беа под покровителство, односно во организација на Сојузот на Здруженија на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Македонија, а ние бевме еден соорганизатор од причини што од овие 11 надпревари, 7 надпревари се одржани, да кажам, во Тетово, сне биле домаќини, еден надпревар е одржан во Берово, еден надпревар е одржан во Маврово претходната година и еден на езерово Треска во Скопје. Така да, нашето здружение е најспремно со реквизити, со помагала и се тоа за одржување на средбите. Од тие причини ние и гостивар сме соорганизатори на оваа манифестација. На манифестацијата учествува околу 360 присутни, од кои изнад 100 се такмичари. Се такмичеа во шах, во пикадо, во стрелјаштво со воздушна пушка, во атлетски дисциплини трчање на 80 метра мажи и 60 метра жени, потоа имаше скок, троскок и фрлање на ѓуле. Во сите тие дисциплини ние учествувавме и мажи и жени, освен во дисциплината шах. Значи, во дисциплината шах учествува само мажи. Освоени се доста први места, односно на игрите се прогласува севкупен победник и оваа година, као и сите години досега на сите надпревари, нашето здружение е купен победник, да речем, на надпреварите, заради тоа што сме биле во најповеќе дисциплини. Од тие има, добиено неколку први места, неколку втори, неколку трети, и сите места, први, втори, трети, бодат, имаат бодирање и така се одредува и вкупниот победник на надпреварите. И сега овие здруженија учествува од два сојуза, еден од Сојузов на Здружение на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија и еден сојуз има паралелен од инвалидски пензионери на Македонија, исто е тоа сојуз. Од нив беа од Штип и од Кавадарци. Иначе од другите нашите здруженија учествува од Ѓевѓелија, од Валандово, од Струмица, од Битола, од Прилеп, учествува после скопските Центар, Газибава, имаме од Куманово и гостивари Тетово. Значи веќе 14 здруженија присутни. Сите добија, здруженија пофалници и благодарници за учеството и сите такмичари за освоено прво, друго и трето место си добија дипломи, за учество на надпреварите. Како тече реализацијата на програмата на Здруженијето за тековнава година? Па ние сме при крај, да речем, со активностите. Веќе сте информирале, нашето членство и јавноста за активностите, почнувајќи од март месец, со активот на жени, потоа упишувањето на огревно дрво, почнувајќи од февруар до 7 месец дававме дрва на рати, уплатени се преку 2500, да речем, метра просторни и при крај е донесувањето на ними. Значи, очекуваме уште негде 100 до 120 метра просторни овие денови да се достават. Мало се касни од причини што
владата донесе еден закон да во август месец, по петокот, саботата и неделата, камионите не можеа да одат кон стража, односно кон тајмиште, од каде што се снабдуваме со дрва, така да сега појачано малу со уште еден камион, ќе ги надоместиме тие, да речам, изгубени денови што беа, што не можеа да носат дрва. Во однос на доделувањето финансиска помош на ваши членови? Па ние тоа во првото полугодие доделивме помош на 120 наши члена по 1000 денара, а имаме доделувано и поединачни членови за, да речем, малу потешки работи, пожари, поплави, тешки операции, сето тоа. И тоа е веќе завршено. Една е одлука за поединачно по 1000 денара што се доделува и тоа е по предлог на претседателите на местни организации, тоа е све спроведено, а ова што се по поединични барања, тоа одлучува органот, претседателството на Сдруженијето. На некои што барале им се одобрени, а на некои не се одобрени во зависност од материјалната положба на Сдруженијето. Сега во моментов уште има за 20-тројца што имаат побарување, на наредниве седници на органите ќе се донесет одлука дали ќе им се доделат или нема да им се доделат. Исто се работи за пожари, за тешко болни луѓе, за материјално загрозени и така. Кажете ни за останатите активности до крајот на годината. До крајот на годинава сега беа овие спортскиве надпревари, пред тоа извршена една екскурзија во Кежовица бања во Штип со 2 автобуса. После тоа па ние бевме домаќини на 10 годишнината до снимањето на активот на жени на Македонија, на инвалидските пензионерки во Лешок, и вие таму бевте, речем, присутни на таа манифестација, ги информиравте луѓето. До крајов имаме зацртано, да речем, да одржиме една седница со претседателите на местните организации, од која ќе произлезе што ќе биде програмата за наредната година. Практично ќе се предложи тука што е од оваа програма, што ќе биде ново. До крајот на годината престои и празникот на лицата со инвалидност од 3 декември, односно неделата од 3 до 9 декември. И тука имаме предвидено одредени, да речем, активности. Имаме предвидено на преку 30 члена наши тешко болни, материјално загрозени, да им се однесе еден подарок, така обичаено пред Нова година. Тоа го правиме и очекуваме, да речем, и во постапка закон за пензионерско организирање, каде што нашето здружение ќе добие одредени, да речем, поволности, и тој е во процедура негде преку Министерството за труд и социјала и Комисијата на влада, и сега треба да оди веројатно на законодавно-правната комисија пред да оди на собрание. Ние очекуваме да тој се донесе до крајот на година и можда ќе има мали некои измени, пак се во корис на нашето здружение. Во законот што се предвидени.